Колешке Ристова. Јас сум убедена дека со ваквото бајковито прикажување на буџетот, граѓаните на Македонија ги доведувате во огромна дилема дали да веруваат во вашите зборови или да веруваат во сопствените очи. Премногу средства набројавте дека се доделиле, меѓутоа факт е дека годинава ја завршуваме под силен ценовен притисок и тоа го покажуваат официјалните статистики, а не пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Факт е дека инфлацијата расте и за тоа веќе се огласи и Народната банка, која ја зголеми прогнозата на 3,1%. Факт е дека никогаш не сте ги реализирале капиталните расходи онака како што сте ги проектирале, туку напротив, праксата кажува дека парите за капитални расходи кои не се искористуваат, завршуваат за непродуктивни намени. И оваа пракса мора да престане ако сакаме да одиме напред. Затоа што ефектот од капиталните инвестиции врз економијата не зависи од тоа како ќе ги испланирате, туку како ќе ги реализирате и дали ќе ги реализирате. Капиталните инвестиции, повторно ќе кажам, за кои се испостави дека секогаш ви се нереално поставени, а кои овој пат не се реализираат, тоа многу скапо ќе не чини, затоа што треба да вратиме 188 милиони евра, веќе позајмени пари, и во тој случај нема да не спаси ниту развојна, ниту зелена, ниту проектна, ниту било каква обврзница што сте ги набројале во буџетот. Сте предвидели економски раст од 4,6%, но кажете ми како до него, кога во предлог буџетов доминира социјалната компонента. Евидентно е дека со предлог буџетов ќе мора да гаснеме социјални пожари, а не знаеме се уште што ќе ни се случува утре, ниту со пандемијата, ниту со енергетската криза. Начинот на кој што ќе се собираат средствата е уште еден огромен знак прашање. Сите сме во исчекување што ќе се случува и речиси на сите ни е јасно дека овој предлог буџет забрзо ќе доживее ребаланс. Кога се ќе се собере, ако предлог буџетов е крвната слика на нашата економија, тогаш може да се констатира дека економијата не може во краток период да се врати во живот, ниту пак да ја врати својата виталност. За опоравување, колешке, е потребно како општество да почнеме да живееме од својата работа, а тоа бара одлучна борба со корупцијата и заживување на производството. Додека тоа не се случи, ние се уште ќе ги очекуваме да дојдат реформите што секоја година ги најавувате за следната. И ќе дојдат, колешке, верувајте ми, во истиот момент кога вие ќе заминете. Ви благодарам.